Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде Михајло Маневски, поранешен министер за правда, јавен обвинител, поранешен прв антикорупционер. Добре дојдовте. Благодарам што ме поканивте. Господине Маневски, најпрво еден коментар околу на писмо кое што судиите го испратија до премиерот Мицкоски. Сметам дека тоа е преседан, нешто што не се случило во досегашната македонска историја. Како вие гледате на ова писмо од судиите? Па јас да ви кажам право, јас многу сум изненаден од едно таков однос на како по прв пат како да гледам дека заеднички настапуваат судски совет, Врховен суд и Издружение на судии на Македонија со едно соопштение кое би рекол дека е крајно непримерено и не во никој случај не е начин на комуникација овака со еден председател на една влада, затоа што очигледно е дека се пренебрегнуваат основните работи што треба да значат функционирање на законот. Се заборава овдека, мислам дека не се работи овдека во случајот дека ова соопштение го потврдиле на општа седница сите судии на Врховниот суд или членовите на сите членови на судскиот совет, се разбира освен оние на кои што им е изгласана интерпелација или она што значи Сдружение на судии, од кога веќе стана председател на Сдруженијето на судии, поранешниот председател на Кривичниот суд Јован Џолев, кој што го упропасти, би рекол така, со еден збор Кривичниот суд и го сведе на едно многу ниско ниво, на што општо има влијание во јавноста за состојбите во кривичното судство и во постапувањето во кривичните предмети од тој суд, и се разбира она што е карактеристично е тоа дека тоа се одвиваше во еден подлог временски период, каде што беа инсталирани одредени политички структури и се стави во политичка функција, а не во функција на заштита на законите. Изгледа, гледано од страна, дека, да не речам, изигруваат некој тип на мангупи малски кажано. Зошто? Затоа што извршната, судската и законодавната власт се во кохабитација и создаваат еден систем кој што функционира или не функционира. Не може судската власт да се оделува сега како ние сме сосема десеток. Вие дадовте пред емисијата еден добар пример, калап со сирење, па секој е посебно калапче. Тие се всушност заедно е системот и функционираат и треба да функционираат заедно, а вака покажуваат дека функционираат како рогови во вреќе, односно дека тие се одметнуваат, некако изигруваат некој токму мангупи. Она што мислам дека делува иритирачки е каде што се вели во ова соопштение дека судската власт е уставна категорија. Значи, согласно уставот, власта е поделена на законодавна, судска и извршна. Меѓутоа, тоа не значи дека судската власт е автономна и извршната власт е автономна или законодавната власт. Тоа е една кохезија на она што треба да значи функционирање на еден систем. Согласно уставот, член 91 од уставот на Република Македонија, значи владата како извршен орган во државата ја креира политиката на извршувањето на законите и е одговорна за нивно извршување. Тоа стои во уставот, значи тоа е уставна категорија. Значи владата треба да молчи сега ако не се почитува начелото на легалитет од страна на јавниот обвинител, не се покренуваат кривични постапки тогаш кога постојат услови за тоа, кога се створени кривични дела. Значи владата да не реагира кога не се суди во разумен рок, кога се прават големи овие долги судења по неколку години, по неколку децении, кога застаруваат кривичните гонења, кога не се почитува она начело и од Европската конвенција за човекови права, правично судење во разумен рок и така натаму. Значи тоа е апсурд, затоа што реков дека владата ја креира политиката и е одговорна за извршување на законите. Владата е одговорна и за извршување и на законот за судскиот совет, и на законот за јавното обвинителство, и на законот за судска служба и така натаму, така да мислам дека некои работи се испомешани овдека, не би рекол од недоволно разбирање на тоа што треба да значи една кохезија на властите во остварувањето на функциите и заштита на правата и слободите на граѓаните и напредокот на државата. Тоа е она што е императив во толкувањето на тие уставни одредби, заради тоа што оваков став како што е изнесен во ова соопштение на крајно непримерено, мислам дека не води кон тоа.
На што се должи според вас ова? Токму еден идеолог на СДСМ, многу ми навелат и најголем дилетант во партијата Фрчковски, го нарече судството и обвинителството последниот бастион на слободата, последното упориште. Дали ова начинот на кој што одговорија покажа на која политичка партија и се ставени на услуга, да не речам, на реагирајќи токму како што реагира, иако како што кажавте вие, тоа не се целосните и судски совети, сите заедно институции, тоа се одредени си судии кои што реагирале таму и се потпишале, тоа не се едногласни одлуки на трите тела, но гледано од страна буквално изгледа како еден последен бастион на СДСМ кој што 4 пати веќе поред загуби на избори како Грчка на времето што Значи јас сега работам на еден труд и ги анализирам одредени состојби, повеќето и од мојата кариера како јавен обвинител и како председател на апелационен суд, тогаш се викаше окружен суд, каде што овај временски период некаде од 90 до година сега ба и до сега, значи практично може да се многу јасно да се констатира дека секогаш кога СДСМ и коалицијата ја практикувале власта, удирале по кривичниот законник. Значи, најголемиот удар на кривичниот законник и промоцијата на неказнивоста е направена во 1996 година, тогаш кога е донесен кривичниот законник и кога се спроведуваше најголемата криминална приватизација во Република Македонија, меѓутоа никој за тоа не одговараше. Не одговараше заради тоа што во кривичниот законник во членот 353, значи не имаше предвидена одговорност за одговорно лице во правно лице, одговорност на директор, на комерцијален директор, финансов директор, раководител и така натаму, значи тие беа изземани. И што до што доведе тоа? Јас значи по втор пат или трет пат бев избран за јавен обвинител во јавното обвинителство на Македонија и кога стигнав, мислам дека тоа беше некаде 99-та година, кога ги согледав состојбите, видов дека голем број на кривични пријави се отфрлани и кривични постапки се забрани, поради тоа што кривичниот законник не предвидува одговорност на одговорно лице во правно лице. И од една анализа што ја направив и што ја доставив до владата и до собранието, каде што 2340 кривични пријави се отфрлени и 500 истраги се запрени поради тоа што во кривичниот законник не е предвидена одговорност на одговорно лице во правно лице. Јас имам во раце кривична пријава која што е отфрлена за еден поранешен директор на една најголема градежна компанија Пелагонија, кога војната во време на војната или Ирак и Кувајт, кога целата механизација на таа фирма беше во тие земји, имаше основано сомнение дека таа механизација е продадена за 50 милиони денари, 50 милиони долари. Меѓутоа таа кривична пријава е отврдена заради тоа што тој што го направил тоа нема својство на одговорно лице, нема казнена одговорност за него предвидена во кривичниот законник. И она што рекол би ќе повторам уште еднаш, кога е промовиран системот на неказнивост, тога е тоа сторено и сега тоа се повтори во 2023 година со измена на кривичниот законник, кога што за кривичното дело се 353, каде што се избриша кривична одговорност за вршење на функциите во врска со јавните набавки, за злоупотреба на положба во врска, тој став 5 од кривичниот законник е избришан. И се менети елементи на други дела или за сорничко здружение, каде што 5 пати се намалија казните. И до што доведе тоа, ви се молам, тоа доведе до застарување на огромен број на случаеви на казнени гонења и не само застарување, него и за наредните 2-3 години не може да се покренуваат постапки заради тоа што делата ако се сторени во денешниот период кога важи тој закон, нема да одговорност на тој што го сторил тоа дело за тоа што ќе се повика на поблаг закон, а поблаг закон е оној кој што предвидува и помала казна или кој што не предвидува одговорност за тоа дело. Значи, повторно
в коалицијата на СДСМ и коалицијата на СДСМ кога е на власт, повторно удира по кривичниот законник со катастрофални последици. И 96 година и 2023 година. Мислам дека некои повеќе аргументи за тоа не треба, заради тоа што очигледни се работите. Еве народот ги чувствува и ги гледа секој ден што се случува. Значи јас само можам да имам реков дека работам на одреден материјал во врска со сето ова, значи едно решение каде што е отврлена, каде што се запира кривичната постапка против 15 лица за оној случај, како го се нарекуваше случајот пациент, каде што 2 години се спроведуваше истрага против тогашниот министер за здравство, кој што од 2018 година покрената истрагата, во 2020 година против министерот се отворли, постапката се запре, а против 15 лица се поднесе обвинителен акт. Тој обвинителен акт се однесува за кривичните дела злоупотреба на овластувањето во врска со јавните набавки, затоа што ангажирален спротивно на прописите изведувач на работи за реновирање на одредени клиники кои што не одговарал на условите на огласот. Меѓутоа, со ова решение е запрена постапката против 15 лица заради тоа што во кривичниот законник е избришан став 5 за одговорност на одговорно лице во правно лице во врска со вршењето на јавните набавки. И ова е што иритирачки делува, каде вика во ова решение, вика трошоците на кривичната постапка паѓаат на терет на буџетот. И гледате сега што се случува. 15 лица, значи товар на државата. 15 лица кои се води истрага некаде 5 години. Не се пресудува, обвинение поднесено 23 година, не се пресудува и се донесува после година и пол ова решение заради тоа што изменете кривичниот законник и нема таква одговорност за тие лица. И како ја не знам, не можам да сватам како едноставно не се превзеде ништо према тие што доведоа до ова хаварија во правниот систем, што предложија ваков криминален закон, не глупав закон, криминален закон. И таа заменичка на Министерството за правда Мадич Аврамовска, која што таа го застапуваше законот и каде што сите говореа и Ковачевски и другите говореа дека овој закон се усогласува со некакви регулативи. Какви регулативи? Еве ги регулативите какви последици се нанесе. Дури нивните експерти правни беа против тој закон. Против беа. Не можеа да преминат. Затоа што ова е апсурд. Ова не е закон. Ова е само амнестија. Вие да избришете кривично дело за злоупотреба во постапка за јавни набавки, значи секој може да прави што сака сега. Дали ќе биде со закон јавна набавка или против закон, нема да одговара едноставно. Нема дело, нема одговорност. Затоа тие да одговараат што предложија ваков закон, а меѓутоа очигледно е дека тие што го сторија сето ова, кои што ги држаа власта, кои што има инсталации во кривичниот суд, во јавното обвинителство и така натаму, каде што ги крепеа, не да ги земат на одговорност, него едноставно поминува при очигледни криминални действија кои што против кои лица мора да бидат преземени такви казнени мерки, затоа што ова доведува до една абсурдна ситуација. Како да се исправат овие криви дрини, слободно кажано, и овој кривичен закони кои што го искривија благодарение на собствените потреби, за да го направат тоа што го направат, да се само амнестираат за зулумите и јарамила кои што го правеа, знаеа дека тоа го прават, сите знаевме, но беа на власт, не можевме да смениме ништо. Еве, владата најави дека пратеничка група ќе го поднесе законот за да избегнат и да забрзаат постапка. Според вас, што треба да се направи во тој кривичен законник за да се исправат работите и за да нели биде поправеден кон сите, за тоа што сите очекувавме и очекуваме тие што го правеа тоа што го правеа на очиглед на сите да одговараат за тоа, а за жал не одговараат благодарение на таа финта што ја направија со кривичниот закон. Така, еве јас добро ви прашањето поставено заради тоа што еве јас можам да кажам дека 2-3 пати
слушам изјава од надлежниот ресорен министар, каде што ќе се приде кон итна промена на кривичниот законник донесен во 2023 година, овој криминален закон кој што е донесен во таа, за да се избегне казнена одговорност и да се спасат тие што ги вршеа кривичните дела, тоа го направија. Меѓутоа, очигледно е дека еве 2 години поминаа и ја не знам што треба да се направи. Тоа се закон кој што треба да се направи со измени и дополнувања, кој што може да се направи за недела, 10 дена нека биде, и кога да го усвои тоа собрание за 2-3 месеца, колку трае таа процедура деловничка, меѓутоа ова стана веќе долго време, некаде година и пол повеќе. И јас забележувам, мислам дека тоа не само јас што го забележувам, него забележувам дека капацитетот и активностите на председателот на владата, очигледно дека некои од министрите не можат да ги следат, заради тоа што председателот е присутен секаде и каде што со своите постапки во извршување на законите, градење на политиките и така натаму, каде што дава максимален принос, меѓутоа не можат некои од тие да следат таа динамика што ја диктира председателот на владата во извршувањето на програмата и извршувањето на обврските што се предземени. И затоа мислам дека сега веќе 2 години скоро, не 2, ама тука кај да ќе се направи, каде што се предвидува и одредена реконструкција, затоа што сигурно дека времето покажува каде некој е видлив, каде некој е невидлив, а некои се невидливи, нити се видливи, нити се чувени, затоа што едноставно може би не може да се снајдат. Ако не може да се снајдат, никому ништо. Дека дојдат други што можат да се снајдат и поуспешно да ги вршат функциите. Ако те нема, подобро е да те нема буквално, нели, од позицијата. Но, еве, која е вашата препорака токму за кривичниот законник? Кои делови се најбитни? Еве, 353 членот секако и 359 чи нам беше... 353, да. Значи, злоупотреба на службената положба и овласување, несовесно вршење на службата и злосторничко здружување. Тие се три дела каде што ги осакатија тотално. Значи, тотално ги осакатија, затоа што ако за злосторничко здружување беше предвидена за став 1 од тој член 394, казна до 10 години затвор, се сведе таа на 3 години. Овдека за злоупотреба на службената положба се изменија и битните елементи на делото, каде што се изменија квалификуваните облици на делото, каде што се предвидуваше казна најмалку 4 години или најмалку 5 години и така натаму, и каде што за корупцијските кривични дела очигледно е, кога го изменивме кривичниот закон и каза добро, сеќавам тоа го направивме некаде 2010 година, каде што за секое корупцијско кривично дело што ќе биде сторено, према сторителот облигаторно да биде изречена мерка забрана на вршење на одредена професија, должност или дејност. Значи од сите страни, а да не говорам за тоа дека конфискација на имот, другите мерки, одземање на предмети и така натаму, каде што треба, кога ќе се постапи во определен случај, треба да се постапат комплетно во рамките на функциите што ги диктира законот за спречување на вршење на кривични дела, значи како една превенција, но и да не се остави на сторителот да располага со криминален имот кој што го стекнал на еден незаконит начин и тој треба да му се одзеде. И затоа мислам дека овие кривични дела кои што се, да речам, на некој начин столбот на одреден корупцијски криминал, и каде што се и другите кривични дела, како што е примање и давање на подкуп и така натаму, каде што готово и денеска ги нема во практиката. Вие не можете да сретнете денеска во практиката корупцијски кривични дела. Секој ден говориме за корупција, кој ќе ги погледаме податоците се поразителни. Еве, јас го погледав извештајот за работата на јавните обвинителства и за работата на Судскиот совет во 2024 година, нели, сега тие извештаи треба да работа на расправа во собранието и сега гледајте колку постапки има за примање на подкуп. Ако во 2023 година имало донесено 30 пресуди за
кривичното дело примање на подкуп, во 2024 година се свеле на 8. Место да бидат повеќе, тие се помалку. Или за давање на подкуп. Ако во 2023 година биле 12 пресуди изречени за ова кривично дело, сега се свеле на 5. И сега народот очекува, секој ден се говори борба против корупцијата, борба против присвајање на општествено, меѓутоа тоа го немаме во овие податоци. И еве, земете во кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, каде што во 2023 година биле донесени 749 пресуди, во 2024 561. Скоро 200 помалку. Место да биде тоа повеќе, поголем број, тоа е помалку. Знаете зошто? Затоа што во овој временски период многу постапки се запреа. Значи се запреа заради тоа што застареа гонењата или многу обвинителни акти се повлекоа од страна на јавниот обвинител заради тоа што настапила застарелост на кривичното гонење. Повторно кривичниот законник. Повторно кривичниот законник. Значи све се врти околу тоа. Све се врти околу кривичниот законник, законот за кривичната постапка. И сега да кажам уште ова, значи законот за кривичниот законник ги штити основните права, слободи на државата, имотот, народот, интегритетот, животната средина и така натаму. Значи свето тоа во една демократска процедура која што треба да биде спроведена во казнена постапка согласно законот за кривичната постапка. Но ние не можеме стално да констатираме овакви неповолни состојби, да не преземаме конкретни мерки. Затоа ние да го спомнеме уште еднаш на неказнивоста, не може да врват покрај обвинителот X случаеви на казнена гонења, тој како да се прави како да не ги гледа. И јас кога се поставува ова прашање за казненото гонење, на прва позиција е тој што треба да покрене кривична постапка, затоа што согласно член 18 од Уставот, тоа го содржи и законот за кривична постапка, го содржи принципот начелото на легалитет. А начелото на легалитет значи дека јавниот обвинител е должен да спроведе кривична постапка за секое кривично дело и за секој сторител, а не да се помине фати еден, фати друг од политички или не знам какви причини, или да се бара, значи каде што е бруи цела штампа, каде што се објавува на сите страни, вика ќе постапам ја, ма поднесете кривична пријава. Не е тоа јавен обвинител. Значи, ја долго време работев на закон за кривична постапка. 3 години работевме. Тој се донесе некаде во 2010 година. Уште 3 години се спроведуваше едукација на кадрите, да може. Меѓутоа, простете ми, меѓутоа може да е претерана ова констатација, некои од јавните обвинители не се снајдоа. Они знаете каков инструмент сега имаат јавните обвинители во рацете. Тие покренуваат кривична постапка, носат наредба за спроведување на кривична постапка, од нив зависи. Не може, вика да ја не можам ни да го разберам тоа, значи кој ќе се поднесе кривична пријава и ќе се даде одредено соопштение, се преземаат предистрани действија и толку. Не може кривична постапка да тае судење 3,5, 4, 5 или 9 години. По 53 рочишта, по 60 рочишта, по 80 рочишта има некои предмети. Какви се... Ја не можам да сватам толку години сум бил во практиката. Значи, не знам каков нека биде тој предмет. Не може да трае таа постапка, нека трае 2, 3, 5, за најсложените случаеви нека трае 5, 6 или 7 месеци. Ама да трае 6 години, 7 години, 10 години и да застаре, тоа у никој случај не можам да го разберам. Ја не сум имал таков случај во практиката, а сум бил 27 години јавен обвинител на сите нивоа, од основен, околински, окружен и јавен обвинител во јавно обвинство на Македонија. И ја ги молам сите мои колеги и суди и обвинители
да го има да го користат овој инструмент што го имаат во рацете. Ние гледаме некои вака емисии, серии и така натаму, каде што гледаме како постапува јавен обвинител, каде што нема ни работно време, нема ништо, па затоа добиваат и додатоци и така натаму. Заради тоа што тој ангажман, таа функција, сега горењето зависи само од јавниот обвинител, од ништо друго. Порано, ние како беше постапката, каде што јавниот обвинител ќе поднесеше барање за спроведување на истрага, а истрагата ја спроведуваше истражен судија. А сега тоа го имаат во рацете јавните обвинители. Што треба, ја не знам, сега има случаеви некои каде што се чека со месеци, наводно се спроведуваат некои предистрани действија или се спроведуваат некои постапки кои што одолговлекуваат, не знам, можда и со години. Ево еден пример. Вие, сите ние, и вие, и јас, и сите граѓани беа свесни летото што се направи, каде што се опустоши Македонија со тие пожари, подметнати пожари. 60 лица беа пријавени, нели, за тоа што подметнуваа пожари, им ги навоѓаа таму кантичињата со бензин, им ги навоѓаа гумите каде што ги пуштаа запарени од ридовите да палат, да горат шумата. Знаете ли вие некоја пресуда дека е некој осуден за овие намерно што ги подметнуваа пожарите, а тие беа први што треба да излезат и судиите и јавниот обвинител да излеза и да кажа пред јавноста: ние за овие случаеви што беа пријавени за намерно подметнување на пожари, против тој изрековме толку казна, против тој такви и така натаму, или за ова загадување на човекова околина. Кој исторе ѓубре, кој каде така и како сака. Има во законот, во кривичниот законник, има една добра одредба која што е вградена, каде што говори дека при осуда на условна осуда, казната нема да изврши сторителот ако ги отстрани последиците, ако го тргне ѓубрето што го историл со камионот, или тие ридишта, ѓубришта што ги направиле ако го тргнат. Меѓутоа, ние да се разбереме мислам дека тоа е општо прифатено во јавноста и не само кај нас, него и во она што се извештаи на Европската комисија, каде што Македонија има добра законска регулатива и казнена регулатива и добра друга регулатива, меѓутоа проблемот е у тоа што законите не се спроведуваат. Да не се спроведуваат до крај, не се гледа суштината на она што треба да значи приоритет, решавање, функција, одговорност за тоа. И затоа ние денеска, кога говориме за одговорност и на суди, говориме за одговорност и на јавни обвинители. Јас имам, реков, тој извештајот го погледав, значи во текот на 24 година има против 7-8 суди покренато постапка, дисциплинска постапка, меѓутоа за сите е изречена парична казна од 15% или 30%, а за двајца суди изречени се мерки укор. А зошто? А нема извештај зошто се изречени и какви се тие дисциплински повреди што ги направиле тие суди. Јас можам да ви кажам дека во временскиот период кога јас ја вршев таа функција на министер за правда од 2006 до 2011 беа разрешени 48 суди и 15 јавни обвинители заради нестручно и несовесно вршење на судската функција, каде што во некои случаевите им се навоѓа еврата во предметите, во еден случај, друг случај каде што ја преправа пресудата и го враќа еден джип таму од 30.000 евра, го враќа ако е одземен и така натаму. И ние сега имаме да решиме она што е апсурд. Значи, за член на судски совет ние имаме избран член на судски совет во 23 година, јавен обвинител од Гевгелија, кој што е 2009 година разрешен заради нестручно и несовесно вршење на функцијата. Како вие можете сега да имате доверба во тој совет, кога во тој судски совет, значи совет на јавни обвинители, седи човек кој што јавен обвинител кој што е разрешен заради нестручно и несовесно вршење на работата. И некои работи се многу изместени и не е ни чудо што вака јако се преземаат, гледам и подршка и од граѓаните, и од јавноста, од медиумите и така натаму. Дајте да тргне малку поефикасно и подобро, затоа што сето ова оди на наша штета, на наш грб. Еве ги, ја ви реков, водена постапка 5 години,
направени не знам колку пари штета и са буџетот. Значи буџетот може да трпи све. Не е тоа така, не е тоа функција на казненото гонење. Функција на казненото гонење е почитување на правата на обвинетиот, правата на обрада, но да не заборавиме правата на жртвата, затоа што жртвите се тие кои што ги трпат последиците од казненото дело и тие треба да имат одредена сатисфакција за тоа со одредено казнување, мерки и така натаму што треба да бидат преземени према тие што ги извршиле тие кривични дела. И сега да се навратиме малку на околу ова едно многу тешко прашање, тешко условно само кажано, околу ова што значи судски совет и што значи јавен обвинител. Така. Токму околу судскиот совет ги разреши собранието, тројца се од собранието, двајца од председателот, но тие не го прифатија ова како нешто што се случило реално, како што каже јавниот обвинител како го разреши собранието, тие нека си ја гледале политиката, а тие ќе си ја гледале правдата, што е малку нонсенс, затоа што да си ја гледаа правдата, немаше да дојдеме до ова дереđe, ниту пак некој ќе покренуваше постапки за нивно разрешување. Однесувањето според она што се гледа буквално од страна, е дека се однесуваат како недопирливи и судиите и јавните обвинители затоа што сметаат дека се недопирливи и дека никој не може ништо да им направи. Вие дадовте пред емисијата пример со еден поранешен исто така јавен обвинител Марко Зврлевски. Тој беше веднаш разрешен. Како сега него може да го разрешат веднаш, а овој во теке процедурата и се чекаше да завршат локалните избори, но зошто ова толку трае? Еве како може да се разреши Љупчо Коцевски, кој што се покажа дека апсолутно не е соодветен на функцијата заради тоа што многу предмети стојат во фиоките или како што кажувате вие, тие поминуваат покрај него. Криминалците и предметите, тие гледаат на страна или што се случува. Значи, првиот месец мислам дека после изборот на владата на Зоран Заев е покрената постапка за разрешување на Марко Зврлевски. И Марко Зврлевски после 15 на 20 дена таму некаде на почетокот на август е разрешен од функцијата јавен обвинител во јавното видство на Република Македонија. Така како пошто е постапено во постапката против тогашниот јавен обвинител, сега покојниот Зврлевски, треба да се постапи во постапката и да продолжи постапката за сегашниот јавен обвинител. Заради тоа што реков ја што значи јавен обвинител и каква е таа сега функција, како треба таа функција да се врши. И затоа мислам дека законот за јавното обвинителство ги содржи тие одредби. Владата покренува, поднесува предлогот оди до Советот на јавни обвинители. Советот на јавни обвинители во рок од 15 дена ќе даде мислење позитивно или негативно. Владата предлогот за разрешување ќе го достави до собранието, заедно со предлогот ќе го достави и мислењето на Советот на јавни обвинители и собранието е тоа која што го избира и собранието е тоа која што го разрешува јавниот обвинител. Истата постапка што е применета и према поранешниот јавен обвинител Марко Зврлевски. И она што е сега неколку месеци поминаа и јас со тоа тешко можам да се помирам и да сватам дека некој во законот за судски совет немало одредба со која можат да бидат разрешени членовите на судскиот совет кои што се избрани од собранието и кои што на предлог на Комисијата за прашање на изборите и именувањата и на предлог на председателот на Република Македонија. Тие се 5 членови на судскиот совет за кои што е изгласана интерпелација во собранието и каде што собранието им го одзеде легитимитетот, тие немаат легитимитет да ги представуваат граѓаните во судскиот совет, затоа што преку во постапката за интерпелација, значи собранието им кажа ние во вас немаме доверба, вие не ги вршите функциите согласно уставот и согласно законите. Тоа е една работа. Втора работа, собранието согласно законот за судскиот совет, значи го разгледува, обавезно го разгледува извештајот за работа на судскиот совет. Собранието го разгледа извештајот за работа на судскиот совет некаде која беше за 23 година и 23 година,
и собранието не го усвои извештајот. И во членот 101 од Законот за судскиот совет се говори ако собранието не го усвои извештајот на судскиот совет, тоа е повод да се поведе постапка на расправа за одговорност на тој судски совет. И таа работа видите дека е регулирана со закон. И она што сега би сакал да го укажам, дека нема функција да не може некој да биде разрешен, што е предложен. Значи тој што го предлага изборот, го предлага и разрешувањето. Ако председателот на Република Македонија предлага избор на 20 членови на судскиот совет, тој може да предложи и предлог за разрешување на тие 20 што тој ги предлага. Или Комисијата за прашање на изборите и именувањата, која што предлага тројца членови на судскиот совет, таа ќе предложи и нивно разрешување. А каде е основот? Основот се наоѓа во членот 43 од Законот за судскиот совет, тоа е најновиот закон од 2019 година, каде што во членот овој член се говори за права, обврски и одговорности на член на советот. И во алинеа која е 1, 2, 3, алинеа 4 се говори дека членот на судскиот совет е одговорен за повреда на уставот и закон во врска со вршење на функцијата во советот. Е одговорен. Што значи тоа одговорен во врска со вршење за повреда на уставот и на закон во врска со вршење на функцијата? Собранието кажа што значи тоа кога со таа интерпелација тоа искажа. И сега што треба да се направи? Комисијата за прашање на изборите и именувања, која го има или која ќе го побара од собранието заклучокот за интерпелацијата на овие тројца членови на судскиот совет, да предложи на собранието разрешување, нивно разрешување, затоа што согласно оваа одредба од члена 43, собранието, комисијата која ги предлага нивниот избор, ќе предлага и нивно разрешување. Собранието го известува председателот на Република Македонија кој што предлага 2 члена и ќе го извести дека на тие 2 члена што ги предложи, а он ги предложи, он е стручни соработнички кои што беа дури и председатели на судскиот совет, Весна Дамева, Павлина Црвенковска и така натаму, и председателот во врска со заклучокот на собранието за изгласената интерпелација за тие 2 члена што тој ги предлага, да предложи до собранието да ги разреши тие членови. Тоа е патот. Како може да овој закон, значи нема функција во држава каде што тој што предлага избор да не може да предложи и разрешување. Значи еве ги решенијата сега се води една, би рекол, се создава еден фронт. Можда не е толку голем, толку широк тој фронт, али се создава еден привид на една одбојност. Тоа го диктираат овие членови од судскиот совет, за кои треба да си одат, затоа што да има доблест до сега ќе се поднесеа оставка, не знам, и немаше ни еден ден да чекаат, откако народот им кажа дека ние немаме доверба во вас и дека собранието, пратениците што ги избрал народот ви кажале дека вашата функција веќе вие не сте кадрни да вршите таа функција законито и одговорно и треба вие да си одите. И сега е одвратно е кога јас гледам слики и некогаш и на телевизија каде што млади судии кои што ги избира судскиот совет полагаат заклетва пред членови на судски совет кои што имаат интерпелација за нивно разрешување. Анахронизам е тоа е катастрофа. И тоа мислам дека не може да се тоа барем толерира, барем да се скријат некаде таму од позади, а не да дојдат у првиот ред таму и тие да држат ова, како се вика, заклетвата кога ја полагаат судиите, новите судии, пред членови на судски совет кои веќе не се членови, затоа што немаат легитимитет од народот. Им ја одземен тој легитимитет заради тоа што неодговорно ја вршеле со таа функција. Вие се сеќавате на какви срамотилаци, да кажам, беше тоа разрешување на таа Дамева, разрешување, повраќање и така натаму. На што личи тоа, значи така не се поставува ни една местна
местна заедница, ни одбор во местна заедница или еден куќен совет, како што имаме ние случаи да гледаме во судски совет, да се разбереме, не се сите суди, сите членови на судскиот совет како овие, има и добри суди, добри овие членови и како што углавном и судиите и суди и јавни обвинители кои што си честно и поштено вршат функцијата и на кои им представува терет ова за кое ние говориме. И не сакаме радо да говориме за ова затоа што ова на одреден начин задира во битието на функционирањето на државата, во битието на функционирање на законот, во битието на примената на законот. И ова што се случува со овој судски совет и со јавниот обвинител треба да биде разрешено час побргу. Затоа што тоа нанесува штети, да се разбереме, а тие штети се многу големи, затоа што ако немате вие казнено гонење, ефикасно казнено гонење, застарено гонење, запрени кривични постапки поради застарелост, оповлекување на обвиненија, 5 години се направени, не знам, милионски штети таму, вештачење и така натаму, и сето тоа заврши, што заврши? У корпа, нема ништо. Тоа е недоспуштено, да се разбереме. Јас сум, еве сега, веќе наполни 65 години дипломиран правник, со некаде над 50 години искуство во многу институции, не само во јавно обвинителство. Меѓутоа, ја не сум бил сведок на овие работи сега што се случуваат и затоа мислам дека час поскоро ова треба да биде разрешено во интерес на Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија за заштита на нивните права и слободи, во ефикасен систем во кој народот има доверба. Народот сега нема доверба. Народот, што е таа доверба? 2-3%, тоа не е доверба. И мислам дека добро ги покренавме овие прашања, заради тоа што ни тежат и на вас и на мене. Тежат највише на граѓаните, а тежат и на она што треба да значи да ги заштитат своите права кога им се повредени на тие граѓани во една постапка која што согласно конвенцијата, Европската конвенција за човековите права, екоја постапка треба да секој граѓанин има право на правично судење во разумен рок. Разумен рок ли е да ве викаат на судење 80 пати, 60 пати, 50 пати и тоа да заврши во кош да застари така натаму. Тоа е една работа која што како да не знам како едноставно луѓето не може да тоа да го тие што го прават ова очигледно дека го прават со тенденција, прават политички тензии создаваат и од политички причини постапуваат. Некои од тие. Имаме уште теми за отворање. Ке зборуваме за ова судство кое што го руинира и имиџот на државата, меѓу другото, но и препораките на Европа која што бара покачување, зголемување на платите, иако стандардот и не е баш таков. Со нас е Михајло Маневски, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во за или против, мој гостин е Михајло Маневски. Господине Маневски, спомнавме многу теми околу судството и за судството, но еве токму пред писмото да биде пуштено од судиите, чија што критика ја даде потоа и премиерот, беше токму оценката на Европската комисија, која што даде како што даде дека катастрофа ни е правосудството, но за да се опре, меѓу другото, требало да се зголемат нивните плати и да им се даде уште поголема самостојност во изборот и во работите кои што ги работат. Гледано од страна, имајќи предвид дека стандардот на македонските суди испоредбено со македонскиот стандард, не со германскиот, зборуваме за просечна плата, зборуваме за минимална плата, е на ниво можеби и поголем од, еве да речеме, германските суди. Како гледате на оваа препорака од Европската комисија, која што не е и баш логична споредбено со македонскиот стандард? Малце ќе се вратам назад. Значи, првиот закон во 2010 година, во мојот мандатен период, предложивме закон за плати на судиите, закон за плати на јавните обвинители, закон за плати на членови на судски совет и на совет на јавни обвинители. Значи 4 закона за плати. Тогаш се зголемија доста платите на судиите. Аз водев, така да кажам, битка во владата за што поголеми средства да се издвојат и да се изголемат платите на судскиот кадар, но и на судската служба, затоа што очигледно дека беа платите доста ниски. Меѓутоа сега судиите
и судовите не се навоѓаат во таа ситуација да примарно прашање кое што тие го поставуваат на во секое известување платите. Значи, и платите и бројот на судиите, затоа што говорат ние мал број на судии сме и мали се платите и дека платите треба да бидат поголеми. Јас имам некои податоци и тоа значи ова е еден комитет за правосудство и ефикасност на судството, значи ЦЕПЕ на Советот на Европа секоја година прави извештаи за тоа какви се платите на судиите, јавните обвинители, каков е бројот на судиите на 100.000 жители. Меѓутоа, очигледно е дека Македонија не се наоѓа на некоја незавидна позиција, него напротив. Да речеме, ако во Македонија во 22,2% судии на 100.000 становника, значи толку има на 100.000 луѓе, во Македонија има 22,2 према извештајот на ЦЕПЕ судии. Европскиот просек е 17,17%. Над европскиот просек. Овој процент се од 22, тој беше поголем, некаде беше 37,8 беше доста голем, меѓутоа последниве години се намали тој број на судии со одење во пензија и така натаму. Меѓутоа во сооднос со другите држави очигледно е дека е тој број е дека е поголем и од колку што е просекот во Европа. И имате некои држави, ево да ви кажам само некои примери, во Албанија 11,4 судии на 100.000 становника. Во Франција 11,3. Во Шпанија 11,8. Во Италија 12,2. Во Холандија 15 судии на 100.000 луѓе. Ако во земјиве на Англија и Велс 3 судии на 100.000 становника. Према тоа, ние мораме да бидеме реални. Судиите мора да вршат функцијата во оквирот на она што треба да значи објективни мерила и критериуми за вршење на таа функција. Значи, ако е просекот 17 во рамките на Европа, а кај нас е 22,2, тоа значи дека ние сме над тој просек. Не велам дека не треба да се обновува кадарот, не велам дека треба да се запре со тоа да се пополнуваат тие места судиски и така натаму, но треба да се најде една рамнотежа, една умерена состојба заради тоа што очигледно дека тоа влијае на функциите што треба да се остваруваат од аспектот на средствата што државата ги издвојува за тоа. И една работа уште да ви кажам да околу ова што стално го говорат и сега го слушам не знам колку пати, во 2011 година во март месец предложив закон за судскиот буџет. Во 2011 година. Со тоа што законот за судскиот буџет предвидуваше за потребите на судовите да бидат издвоени 0,8% од бруто домашниот производ. И со одредена динамика, затоа што наеднаш тоа не може да се реализира, со една динамика 2012 година толку, 2013 толку, 2014 толку, да дојде до максималниот процент, дури до 2015. Што се направи од тоа? Ништо не се направи. Ништо од тоа не е реализирано. И сега ние, Европа ни кажува нас дека треба да го направиме, а ние тоа сме го направиле. Ама ова што го реков и порано, не сме го спровеле ние законот. Меѓутоа и сега што се издвојуваат средствата, значи ако се споредат и со другиве држави од Европа, а тоа се гледа од овој извештај на ЦЕПЕ, каде што во Република Македонија се трошат на секој жител 24,6 евра или 0,35% од бруто домашниот производ. Значи, во 2021 година, од 2021 година до денес, платите на судиите во Република Македонија се скоро двојно зголемени. И сега ние мораме да бидеме реални. Значи, колку реални на она што значи плати и минимална плата, просечна плата и така натаму. Ако ги рачунаме просечните плати, тогаш нашите суди имаат
не знам, многу поголема просечна плата отколку да речеме германските или француските и така натаму. Значи, ако се видат тие плати сега од 80-90 илјади до 120 и 130 или 140 илјади, зависно во кој суд се навоѓаме, значи ние мораме да имаме една реална мерка. Никој не вика дека сите бараат плати, еве се бара да се зголеми минимална плата, се бара да се зголемат платите и на јавниот сектор, на здравствениот сектор, образование и така натаму, значи секаде тоа, меѓутоа мора да има мерка, да ние држава толку може и толку дава и тоа што го одвојува сега за судството држава и некаде излесува некаде од околу 44,7 милиони евра, но од тие 38,5 милиони евра се за плати на судиите и за судската служба. А другото останува за покривање на трошоците, харти, води, струја и така натаму. Значи, државата сепак направила еден чекор напред и треба да бидеме, и треба тие што постојано го говорат, значи го говорат од аспект на тоа да го фокусираат прашањето на пари, на плати, на трошоци, на надоместоци и така натаму, за да ги прикријат оние состојби кои што се заднив, а кои што се многу катастрофални, кои што многу говорат за тоа. Значи, како сега да убедиме овој и како можеме да го убедиме овој народ или тие пратеници во собранието да изгласаат не знам какви плати, кога гледаат каква е состојбата. Значи, ние нека се поправи таа состојба, да бидат ефикасни за 2-3 месеци да ги завршуваат студењата. Истрагите да не траат со години, посебни овие мерки истражни и така натаму или она претходна поставка што сега ја направи, ја не знам каква трае, кој колку долго време. Ако тоа го изнесеме на виделина, тоа треба да го прави Сдружение на судии, да го прави судски совет, да ги информира граѓаните, ние правиме тоа и тоа, а не сите соопштенија се внесуваат, ели немаме доволно пари, немаме доволно кадар, немаме доволно опрема и така натаму. Не е тоа така и треба да се најде таа граница, реална граница, заради тоа на нашата држава толку може и толку да даде. А мислам дека ова што го прави сега и добро е и тоа што е направено и реалните согледувања одат кон тоа дека со подобрувањето на состојбите во ефикасноста во работењето, значи ако една поставка се заврши поефикасно, ќе се одеме конфискација, нема таа конфискација, ќе оди во буџетот, ќе се пулни буџетот и од тоа што го работат судиите или од тие спогодби што ги прават, не секогаш произведуваат поставки и така натаму, значи покрај трошоците, судските такси и така натаму, значи гледате колку е сложен овој систем и колку е одговорен овој систем према граѓаните. И затоа кога говориме за овој систем, ние говориме вака да кажам со една состојба која што сите бараме да биде разрешена многу побрзо отколку што се ова чини. Бавно оди, многу бавно оди и мора да оди многу побрзо. И во судовите, и во обвинителствата, и во она што треба да значи извршувањето на законите и она што треба да значи одговорност во извршувањето на законите. Не можете вие ја не знам кој што тоа јавен укор или таму 15% од плата или таму еден судија кој што 10 месеца го чуваше еден предмет за да застаре, не може да го разрешат и не го разрешија, него му изрекоа казна, парична казна од 30%, не знам, за 3-4 месеца. Ете, тоа е она што фрла сенка и тоа што е она што боде во очи дека има селективност, дека нема одлучност, нема законитост, нема функција која што треба да гарантира дека ќе се заштитат граѓаните од овакви постапувања. Тоа не го прават сите судија за да береме, ама има една инсталирана таму групи во некои од тие каде што тие треба на одреден начин да бидат земени на одговорност заради тоа што ги доведоа состојбите во
состојбите во судството, судството го доведува на ова дередже. И затоа сега ние кога говориме за судски совет, кога говориме за совет на јавни обвинители, ние бараме да ги спроведуваат законите, ние друго не бараме како граѓани, бараме и ќе ги наградиме и ќе ги платиме и со надоместоци и со све, меѓутоа да вршат функцијата со закон, согласно устав и согласно закон, а не на оваков начин. За крај, бидејќи утре почнува рочиштето, прво е за трагедијата, можеби најголемата во македонската историја, пожарот во Пулс, 63 загинати млади луѓе. Очекувате ли едно вакво судство како што е, за жал, да ги истера работите како што треба за еден ваков чувствителен случај? Па ја да бидам оптимист, очекувам дека овој процес може да биде на некој начин прекретница за постигнување на сето ова што го констатираме како негативно, како неодне, дека ќе се заврши сето во еден разумен рок, ќе се заврши согласно уставот, одредбите од законот, каде што ќе се обезбеди правично судење, каде што ќе се обезбеди изведувањето на сите докази и на одбраната, и на обвинителот и така натаму, каде што ќе се утврди вистината и треба да се утврди вистината. Овде се штетите катастрофални, гледате колкави жртви се, 263 колку има таму починати млади 63 починати, 190 повредени. И 190 повредени, значи тоа е една состојба, немало потежок случај во држава колку ова што е сега, и јас се надевам дека и гледам и такви најави има дека и тоа го бараат и родителите на овие починатите деца, да не тоа трае со не знам со години тоа судење, него да се заврши во еден разумен рок. Тоа што треба, што го гарантира и Европската конвенција за човекови права и што го бара и нашиот закон за кривична постапка, правично судење во разумен рок. Али не е правично судење во разумен рок 5 години, 10 години. Тоа е неразумен рок и не е правично судење. Ви благодарам што бевте мој гост. Ви благодарам многу и на вас што ми дозволивте да се искажам за овие крупни прашања што се однесува до функцијата на судството и она што значи еден интерес, една желба за што поскоро надминување на овие работи во интерес на граѓаните, во интерес на напредокот на оваа држава. Ми беше чест. Благодарам. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.